Sa tebe pijam do para, pušavo vino sabora para, a znam deka neke najde i da pijam nema fajde, po crno vino Би сакала да ги информирам сите мои патници кои треба да патуваат минатата година во Македонија, а поради коронавирусот не отпатуваа. Конечно, ИР-Канада веќе ги враќа парите на тие патници, или пак можете да патувате со тие исти пари за Македонија, иако не би препорачувам ова година, би ви рекла да се стрпите. Воспротивно, оние кои сакаат да патуваат, ќе мора и од Торонто и кога ќе се враќаат од Македонија да направат тест, плюс да пополнат како апликација, но секој од таму мора и да резервира хотел COVID и да уплати $1,050 за 3 дена престој во хотелот во Торонто. Значи, засега се овие информации. Ова важи само за патниците кои ќе летат или летат за Торонто. Верувам дека пак го имате добиено картончето испратено за пописот на населението во Канада, кое трае сега до вторник 11 мај. Ве молам, попишете се како македонци во што поголем број, без разлика од која држава доаѓате. Како што знаеме, на 4 мај 1903 година беше убиен македонскиот револуционер Гоце Делчев, но исто така на 4 мај 1912 година, на истиот ден, на 4 мај, беше убиен и Пере Тошев. На 4 мај 1980 година почина председателот на СФРЈ на Југославија, Федерална Југославија Јосип Брос Тито, како и легендарната Васка Илиева во 2001 година. Интересно е што сите овие значајни личности се на ист ден убиени или починати. Идејата што имаше Гоце Делчев во 1963 година, пак Јосип Брос Тито се поклони пред гробот на Гоце Делчев велики и ние ќе одиме по твојот пат. Сите овие личности ќе бидат жива легенда. А сега да чуеме уште една од песните кои ги компонира музика и текст еден односно мојот братучет кој почина на млади години и остави 2 мали деца, Ангеле Михајловски, односно Тушкаловски.
Но овде во групата заедно со охридската група Цар Самуил да ја чуеме. Go!
Македонците со исламско потекло, кои ги нарекуваме горанци, живеат дел од нив во денешно Косово, дел од нив во денешна Албанија, а најголемиот дел во Република Македонија. Да чуеме како го одбележуваат празникот Ѓурѓовден македонците од Албанија. Минавме 2 граници до славата, до гората, до вишната гора во Орешек, кај македонците во Албанија. Екна древен татнеш, чини шровјеница, топанот надкрена, зурлите спиштеа, орото созреа, го се втосавме светото македонско оро. Над нас самиот Господ и свети Ѓорѓија со зарисата дојден на славата, на македонската прослава. Па и тие што живеат подалеку идат за живот. Што се собере. И напред се брале и од гурбетка, и на гурбетка идали луѓе. Ќе дојдат дома. Ке да биде, мора да дојде дома. Една песня што каже чисто за ова. Нарачала Кара Фатма порачала, хай нарачала. Кара Фатма порачала. Полутнати, Кара Фатма по бродяни, хай полутници. Кара Фатма по бродяни. Кашто знае, дели Хамзо нека дојде, хай, кашто знае, дели Хамзо нека дојде. Нека дојде, дели Хамзо за Ѓурѓевден, оф, нека дојде, дели Хамзо за Ѓурѓевден. Ѓурѓевден овде кај нас е една празник е, се берат, раде се луѓе, илизе во лето, од зиме. И се берат, идат на травке. Во саба станујат, берат цвеќина. И после одручек идујат на травке со денеска. А утре ѓурен. Денеска кршипот ке ги